Добар ден, истрекен ден од Владо Павлов. По обичај би сакал да одговорам на неколку пораки, а воедно ги повикувам сите кои што ми пишувате во пораки, доколку е можно, тоа да го направите јавно. Значи, можете слободно истите овие пораки кои што ги испраќате кај мене, да ги ставите јавно на мојот Facebook, па заедно да дебатираме, а не само вака да одговараме. Значи има повеќе пораки и затоа одлучив вака да ве поздравам. Ќе додржам дискрецијата, нема да објавувам кои сте, што сте и како сте, затоа што ви обеќав, ама ве молам, ве преколнувам, пораките од оно што ве интересира, слободно можете јавно да ги пишете на мојот профил, а јас ќе се потрудам да ви одговорам за се што ве интересира. Исто така, на мојот Facebook ќе ви дадеме имейл на нашата веб страна, каде можете да ги правите порачките и каде можете да ни испраќате ваши искуства и се што ве интересира, а е во поглед на оно што го работи Владо Павлов околу 20 години. Значи, за Владо Павлов нема загадување. За Владо Павлов нема таков термин. Денес гледам, имате многу промотори кои што сите имале можност да помогнат во поглед на тоа како што велите вие загадување. Владо Павлов тогаш, како Мак Оргон, ја направи првата, се сеќавам во Скопје 2016 година, значи направивме првата петиција против загаден воздух. Оние кои што сте долго време со Владо Павлов, знаете за која петиција? Петиција која што ја правевме во Мак Оргон тогаш во Скопје, близу до железничка станица. Владо Павлов 2018 година на презентација на најголемото дело пред кој што сите молчат и поради кој што дел од мојот живот кој што го поминувам на животина и поради тоа големо дело, каде што ви кажав дека ние немаме загадување, имаме тровење. Оние кои што бевте присутни преку 500-600 луѓе во населба Јорумери или село Јорумери, како сакате кажете го, а бевте сведоци на оно што го најави Владо Павлов, каде што ја најавивме и короната, го најавивме сето оно што значи тровење и тогаш ја кажа вестината која што до ден денес никој од најповиканите од претходната и сегашната влада и било кој од кандидатите за градоначалници не се произнеселе за тровењето дека настанува поради приземениот озон. Значи, ние мораме прво да помогнеме на мајката земја. Ние мора да помогнеме на големата мајка. А големата мајка е јадрото на земјата. Јадрото на земјата е тоа кое што исто така ни дава живот. Јадрото на земјата е тоа што
ние го трошиме, а преку тоа доаѓа и до оние озонски дупки кои што ги знаете сите вие, а преку тоа доаѓа и до преземјениот озон. Значи, одговор на многуте пораки е: ние имаме тровење од приземјен озон. Ние мораме прво да се спротивставиме на 3O или на приземјениот озон, кој што не дозволува сите штетни материи да одат горе во ионосферата, поради тоа што ово што го гледате како магла и така натаму е приземјениот озон, кој што сите овие штетни гасови ви ги остава овде за да вие ги вдишувате, а преку тоа сите вие знаете кои што го следите Владо Павлов дека зголеменото количество на јаглероден диоксид, па и јаглероден моноксид или сулфурен двуоксид и така натаму прават киселост на организмот. Значи, зголеменото количество на ваквите гасови во крвта се пандем на настанување на канцерогенни клетки. Доколку имаме друго тровење, како што тоа беше случајот со дискотеката во Кочани, тогаш ние имаме забрзано создавање на канцерогенни клетки и умирање од цијановодород. Исто така, и метанот штетно влијае. Така да, ако сакаме да изиграваме филозофии и ако сакаме да се правиме дека ништо не слушаме и ништо не гледаме, од 2016 до ден денес кога почнавме да ја водиме ова жестока битка со тровењето, ние до ден денес имаме преку 20.000 мртви од канцер. Од 2016 до ден денес. Слободно можете, и го повикувам премиерот Тино, да направи статистика во онкологија и да играме сите ние заедно со отворени карти за сето оно што се случува. За ова треба обединување. Треба обединување за луѓе кои што се докажени во оваа бранша, а не да љубомореме и како претходната влада начело со Зоран Заев, начело со Филипче ли беше, како ли беше, му забравам името, Венко, направија најжестока кампања поради тоа што тие имаа за цел и успеаја во целта да откупат повеќе здравствени центри во Македонија, каде што најверојатно нивната цел не е да помагаат. И затоа и сметаше Владо Павлов. Јас го повикувам Венко Филипче од овде и Зоран Заев, кој што дошол на одмор во Македонија, од Дубај, сите заедно да седнеме и да кажеме вистината за сето оно што се случува во Македонија во нивно време. И затоа, овие пораки, кои што вие ми ги пишувате со партиска определеност, не ми значат ништо. Најмалку ми значат дали сте поврзани со Тино, или со Зоран, или со Венко, или со внукот на Апис, Црна рука. Воопшто не ме засега. Мојата идеологија е идеологија на обединување, без разлика на политичка определеност и без разлика на верска определеност. И тука останувам. Тука почнав од 2002 година, тука продолжив најсилно во 2005-2006, тука продолжувам и од 2025 година. Ништо не ми значи политичката определеност, затоа што колку во пораки ми пишувате за некоја ваша политичка определеност, толку повеќе знам дека сте деца на Киро Таушанов Глигоров, мојот дедо, кој што имаше за цел да го направи ова и успешно го направи. Да бидете сите вие негови. Затоа што вашата политичка определеност не ми значи ништо. Затоа го бойкотирам Кочани, поради тоа што нито еден од Кочани
не дал подршка за се што се прави од ова екипа која што главата од торба става за Владо Павлов. Денеска ги слушам сите кандидати, а ова е мојот одговор за кочанчени кои што ми пишуваат во порака. Да, и Чичо Владо и Попе ќе ви каже. Знаете дека сите тие на некој начин живеат со Владо Павлов. Сега јас сакам да ви објаснам. И затоа сакам следниот пат порајките да ги пишувате јавно на мојот профил да дебатираме сите заедно. Нито еден од кандидатите, ни па цело Кочани, не е дало подршка за украдениот, за најсветиот символ на светот, прво, а потоа на Македонија. Светето на животот. Сите денеска се ударате во гради со некој туризам, а никој не дадовте подршка за најголемите откритија на Владо Павлов. Не ротарци, не од ДПНЕ, не од СДС професорот и директорот мојот пријател, не моите пријатели од независни, не малото ова очарена револуција која што му помогавме и тогаш и знае многу добро. А да не зборувам за сите останати. Затоа кога вие знаете да бойкотирате, а имате за цел да злоупотребите идеи и да ми зборите денес за туризам во Кочани, а туризмот почнува од ова цвеќе на животот. Туризмот почнува од матицата кварцна. Туризмот почнува од лотосовиот цвет со 12 листа. Туризмот почнува од пронедените работи кои што се поврзани со Кочани и Кочанско. Каде што сите вие кочанчени, откако постојам за ова идеологија, молчите. И затоа немате право нито еден од кандидатите да зборувате за туризам во Кочани. Бидејќи не дадовте подршка, и ова го јавно кажувам, пред сите македонци во целиот свет што ме следат. Никој не дадовте подршка, а денес ударате во гради со некој туризам. Прво и прво треба да знаете што е Брана Градче. Да, Джоле, да, Зоране. Ако знаете што е Брана Градче и што е потопено од времето на Ѓорги Караѓорđević алијас Тито, ќе знаете што има таму. А вашиот туризам во Кочани, кој што сакате вие да го спроведете, и ова е мој одговор во пораѓите ваши, е туризам идентичен како на моите пријатели овде во Битола кои што ми кажуваат за Ататурк. Едни велат дека Елени избегала во Солун, други велат се поздравија се врати Ататурк сам во Турција, трети ми кажува друго. Значи, Елени и Ататурк се многу мали пред сето оно што го има Битола од времето на Македонија. Каде што цел свет ќе дојде да виде мајката и бабата, мајката на Филип и бабата на Александар Македонски. Каде што цел свет ќе дојде да виде не старата престолнина на лингистидите, која што е северна од Саат Кулата, кај што денес имате манастирски комплекс 40, на 40 мъченици, кои што лежи на темелите на престолнината на лингистида. Кај што цел свет ќе дојде да го види најстариот фарос кој што бил овде, а тоа е Саат Кулата во Битола. Ама Ататурк е побитен од Филип, од Евредика и од сите. Кај што цел свет ќе дојде у Буковски ливади кои што ви направија стамбени комплекси како што направија кај нас во Кочани на Текишински лосија, каде што е најстарата некропола. Кај што биле обусните центри на Филип. Овде, во Буково и во Плачковица. Ама Ататурк и Елени се многу побитни. Исто така ми личи како досега што се спроведува туризмот во Битола. Така ми личи и вие тоа сакате да го направите во Кочани. Ама затоа јас имам договор и ќе го спроведем договорот да кажам вистината во неколку општини каде што
самите кандидати се понудили да им помогнам. И ќе им помогнам, затоа што ја сакам Македонија. Имав едно јавување, имав неколку средби со неколку луѓе за сите овие денови, додека работиме на правење на забите нови, кај што наша пријателка ни вели, јас Владо поминав на сите протести во Скопје за името со Кутеш, еден сузавец, знам како беше и ми вели да, јас завршив со сето тоа. Со еден сузавец. И фрлиле и она ми вели дека дала се за Македонија. Јас си велам, мене ми го животот уништија. Еден судија кој што има $500,000 на контото во Основен суд Кочани ме разведува, ми уништува фирмата, Агапи 25, сега сака и куќата да ми ја земе, викам. Ме доведува до најниското ниво со милион проблеми направени. Ама никогаш нема да ја заборавам Македонија и се уште ќе се борам за Македонија до крајот на мојот живот. Затоа што никој не може да ми го земе и да ми го отме тоа на мене за Македонија. И затоа имам право да бойкотирам мои кочанчани. А тоа е ваше право вие за кого ќе гласите или што ќе правите. И го завршувам ова видео со уште една порака која што јавно ќе ја кажам, а ви обеќав овој пат дека на вистина ќе бидам дискретен, нема да ве објавувам. Што ако успеело бойкотирам? Бойкотирам, ако успее, ќе има Народно собрание Кочани. Ќе има Народно собрание каде што секој без политика ќе сака да помогне на Кочани. Каде што секој ќе се спротивстави како тоа што Владо Павлов и Тимо се спротивставуваат од цел свет на прскалките. Ви ги ставија прскалките за да нема кривично дело убиство. И нормално, тоа Народно собрание ќе работи прво на очистување на целата вистина, тоа Народно собрание ќе се спротивстави на секата која е во Основен суд Кочани, во јавно обвинителство, која е во УВР довлочени, која е кај извршители, нотари и така натаму. Олигарси, урбани мафијаши и така натаму да не споменуваме. Дори потоа можеме да правиме нови избори во Кочани за градоначалник. Затоа што верувате ми, сите овие кандидати никој не може да се спротивстави на Црна Рака која што е бастион на Кочани од времето на СХС. И тоа е кажано и на премиерот. Иако ме убедуваат Владова дека има кандидат добар и дека можел да биде градоначалник, нека биде, ја немам ништо против. Ама како што тие ме знаат и јас ги знам сите нив. На Кочани му треба Народно собрание, кое што ќе изгурка целата работа и потоа ќе прави, каде што сите кочанчани заедно ќе се обединиме од цел свет, затоа што нашата младина која што вреде од Кочани е надвор од Кочани. И никој не ги споменува нив. Тогаш ќе видите што значи бойкотирам, кој ќе се отвори Народно собрание, кој ќе има кризен штаб и кој ќе започне да се докажува вистината со сите работи кои што ги има мојот тим. Каде што се секаде. И верувате дека е така. А не само да пишувате во пораки или ќе се најде некој ќе измислува приказки или ова она. Јас стојам од првиот ден, од 16, од 17 март до ден денес, со истото оно што сум го докажал за Пулс. УЈП е мала работа од оно што е вистината за Пулс. Знаеме кој ги спроведува тие. Знаеме од кај дува ветрот. Истите тие новинари беа и со онкологија поврзани. До кај дојдо? Што завршија? Што направија? Го затворија Венко Филипче? УЈП е многу битна работа, ама е мала работа споредба со оно што се случува за создавање на граѓански немири од кој што потекнува Пулс. Во интерес на голема Србија и создавање на Југославија кој што треба да биде голема Влахија во иднина. Под капата на Ми-6 и на Англија.
Само Бог и Народно собрание по теритивот на Бог може да го среде Кочани. А со средувањето на Кочани ќе се среди и цела Македонија. Имам уште многу други пораки, ама не сакам да дебатираме денес. И ќе ве замолам уште еднаш, ве молам пораките од ваков тип кој што ме прашувате, прашувајте ме јавно на мојот Facebook профил, затоа што ако продолжите вака нема да бидам дискретен, ќе ве објавувам со име и презиме на мојот профил, па заедно да дебатираат сите луѓе со она што ве интересира од Владо Павлов. И снимањето кое што е поврзано со прскалките зависи од аголот. Еве, другар ми Миливое, сликарот, нека се изјасни, пријател ми на Facebook, дали исто е кога ќе сликаме овде над нас или оние кои што се позади нас, кои што го сликат овој дел. Ќе видите дека тие кои што сликаат од позади точно покажуваат дали прскалките го направиле пожарот или нешто друго. И сега дека што од прскалките ние нема да имаме обвинителен акт за масовно убиство на деца кои што се отровени од цијановодород и на деца кои што се испечени, а не изгорени. Имаме преку 20 слики кои што се од здравствен дом Кочани, имаме и слики кои што овде исто така починувале уште само што излегнале од дискотеката. Имаме слики и од друго место кои што починале со пена во усата. Поголемиот број од нив немаат изгорено ни палто, ни блуза, ни ништо. И сега дека се кријат двете експлозии, од што настанале, ние ќе живееме вака и вака ќе шетаме низ густа прашума во лавиринтот на Минотарот и ќе чекаме некој друг утре да ни кажува дајте да ги уништиме СДС, ќе гласаме за левица, дајте бе луѓе, прекинете со политиката во Кочани. Прекинете, затоа што нов пулс може да дојде на друго место. Тоа е исто како што ви кажав со атентатот на Киро, кој што врска нема тоа што го кажуваат. Денес објавив слика од 300 метара како будката, тоа е трафиката, како трафиката е целата, се искршено во неја, истакли све од звукот на експлозијата кој што е на 300 метра од местото, а на местото со 10 или 20 или колку сака, како што велат, нели, 10 пластичен експлозив или 20 килограми пластичен експлозив, Киро Мигоров поминува без пукнато ушната панче. Значи, сватете, имаме секта која што е настаната од тој ден кога е презима одговорноста еден нов масон кој што му го дава прстенот Киро Григоров на тој што до ден денеска е жив. Иако е половин човек со канцер на кожа. Ама е жив. И Бог сите ги подсетил, сите се болни. Ама веруваат дека нивните пари ќе ги излечат. И затоа оставете политиката настрана. И не ме прашајте повеќе на ова тематика. Да, најсилно ќе кажам. И на примерот, и на сите сум го кажал тоа, бойкотирам избори у Кочани, без глатно на езикот и без пардон. А за туризам, вие немате право кандидатите и политичките партии да зборите за туризам во Кочани. Затоа што ниту еден нешто даде подршка на се што е правено во Кочани од Владо Павлов. За кој што цел живот вложив, за кој што сите пари ги изгубив тамука, а динар не печалев од Кочани. За кој што најголемите штети ми ги правите во Кочани. Таква организирана секта нема во ниту еден град друг во Македонија како што има во Кочани. Излегуваш на 200 метра личната и ката траќа да те провоцират. А кој учествува? Учествува оне кој што е затворил вратата во дискотеката Пулс. Како се организирани, никаде не постои таква организација на таква секта во било кој друг град во Македонија, како во Кочани. И ќе ми кажувате вие дека сега ова е вреди, оне вреди, оне не вреди. Се знаеме сите. Ве молам. Еве ви кажувам.
На Кочани треба народно собрание на обединети македонци, кочанчевци без разлика на политичка определеност, како тоа што го направивме за време на 2005 со Александријата, каде што немаше политичка определеност, каде што имаше организација на највисоко ниво, каде што цел свет го разбудивме, каде што цел свет се уплаши, посебно грчката тајна служба кога рекла кои се овие во Кочани што кажуваат за Александар Македонски. Ама тогаш не се гледавме ние политички. Немаше ВМРО, СДС и либерални или било какво. Сите бевме заедно како браќа сложни. Така треба и денес во Кочани како тогаш што беме ние 2005-та. Не сакаме ние паушари, ама ќе ги переме преку ротари. Дајте, бе, молам, доста више. Дајте, прекинете ги тие кампањи во Кочани, обединете се сите заедно. Јас ќе дојдам, ќе дадам најголемата поддршка за се, за да го направиме Кочани да биде тоа што е бил Бела. И тие малку што остана обединети, ќе ги разедините со овие политички кампањи. Прекинете ги изборите во Кочани. Прекинете ги се тоа што се случува денес во Кочани. Прекинете кампањата на избори во Кочани, немате никаква доблест никој. И уште во поради ќе им пишувате. Ќе завршам со забите, ќе дојдам, ќе пием пак кафе, јас си пием секаде. И секаде ќе шетам из Кочани. А прво ќе дојдам кај тебе дома на кафе, ти што ми велиш тоа, знаеш кој си во порака што ми пише. Ке тебе прво ќе дојдам на кафе дома. И ќе те замолам јавно тоа да го кажеш, ќе се видиме пред сите. Нема да изигравате палчо. Нема да изигравате палчо. Лјупчо Палевски кој што велеше дека не сум излегувал на кафе, ја во Кочани дома сум се криел. А знаете со какви монструми сум се борел тогаш во стилот од кога после се појави Лјупчо Палевски што направи. Нема да изигравате Лјупчо Палевски. Секогаш излегувам и секогаш пијам кафе кај што сакам. Дајте, прекинете ја кампањата за избори во Кочани и обединете се. И тие малку што се сакаат и поштуваат ќе се разединат со ова кампања. А потоа, кој највеќе заслужува, кој највеќе ќе придонесе во тоа народно собрание, тој нека биде градоначалник. Имате убава вечер, се гледаме Кочани на кафе, каде сакате, тука сум јас. Имам некои проблеми кои што не се проблеми, ама морам да ги завршам, знаете. А исто така сум овде за некои други иницијативи, имам некои други планови. Нешто има ново што ќе спремаме во Битолско, не во Битола. Знаете, ја не можам да седам со едно место со една иста работа. Ќе бидете информирани за сето тоа. Значи, планирам нешто кое што е во фаза на размислување, да направам нешто кое што наместо вие од Битола и Македонија, цел свет ќе доаѓа да го посетува. Нема да биде во Битола, ќе биде во Битолско. Ќе биде во Битолско и ќе одам по стапките на мојот учител, на мојот татко, Филип Тори Македонецот, а не по стапките на Тито, кој што е постариот брат, криминалец, на Александар Караѓорđević, кој што се основоположници на сектата, со апис за корупција и за све со синот на Пашич, премиер на кралството на СХС, Радомир Пашич. Значи Радомир Пашич и Ѓорѓи Караѓорđević, постариот брат на Александар Караѓорđević, се актерите на она што денеска ви се случува, поврзани со корупција и поврзани со перење на пари на различни начини од владата на тогашна на СХС, кој што по ништо не се разликува денес од она што го прават и со владата на Република Македонија многумина како нив. Значи, основоположници на корупцијата и на сектата се Тито или Ѓорѓи Караѓорđević, постариот брат, и Радомир Пашич, син на Пашич, премиерот на кралството на СХС. И тие се нарачателите заедно со ВМРО терористичко, со Ванчо Михајлов и Владо Черноземски на убиството на брат му Александар во Марсеј,
каде што во Франција амбасадор на кралството на СКС и логистика на Ѓорги, тоест на Тито, бил Драгомир Пашич. Тие кои што ја создале сектата, што до ден денес постои секта која што има за цел за создавање на голема Србија и Југославија, тоест голема Влахија. Во тоа не успеал ни Тито, не успеа ни Слободан Милошевиќ, а нема да успее ни Вучич. Така да, наместо голема Влахија што се боре сега да направи, ќе има Филипова Македонија повторно. Помнете и не заборавајте сите. Тоа е исто како јас кога кажав за Цинци легија ди Рома, Пета римска влашка легија, дека потекнуват од Цинци легија ди Рома и сите ми се нафрлија као да јас кој знае што да сум. А сега гледаме пред некој месец Фила од Битола, најголемиот адвокат, кој што е учен од фамилија од Битола, кој што, ако знаете, а не знам дали знаете, дека Битолскиот суд е бил како врховен суд во времето на СКС, поголемиот судот во Белград. Каде што овде се решавале сите работи за цела СКС. И од најголемиот судија и најголемиот адвокат потекнува Фила. Тој Фила од Битола кажа дека потекнува од Цинци легија ди Рома. Па ајде сега вие, мои сограѓани власти, кажете ми, зошто мене ме плукавте и врејавте, еве сега врејете го и Фила. Затоа што тој го каже истото што ја го кажувам со годину назад. Ама има разлика. Цинци легија ди Рома или Петата римска влашка легија Македоника е создадена од Август Октавијан, а не од Цезар и Клеопатра. Така да, наметнувањето дека Исус потекнува од Цинци легија ди Рома нема да ви успее. Како што нема да ви успее Охрид да го направите Јерусалим, а вие бугарофилите Штип да го правите Јерусалим. Под капата на Бугарија. Вистината доаѓа, Армагедон е блиску, заедно со големиот крст и не случајно е ова глобално што го гледате. И затоа светлината се повеќе и повеќе ќе ја осветлува земјината сфера и со тоа темнината полека, но сигурно ќе се оде по нейниот пат онаму каде што им е местото. На нашиот протест пред Основен суд Кочани кажав и пак повторувам, протест каде што не учествуваше ниту еден кочанец, а се работеше за Кочани. За цвеќето за животот, најстариот доказ кој докажува за рајската градина и за етерот, и за пулс каде што ја кажав целата вистина. Ниту еден кочанец не дојде на протест пред Основниот суд Кочани на 23 август. Тогаш кажав и пак ти повторам, Америка и Русија ќе се обединат за Македонија, а не за голема Влахија. Да живее Македонија, со дух, ум и фанатизам за Македонија. Ве сакам сите кои што ми испраќате пораки, лоши, добри, вакви, такви, онакви, затоа што се доаѓа од Бог. И доброто и лошото, и морам да ве прифанам. Љубов, љубов и само љубов. Кочани, прекинете изборната кампања. Изборната кампања за избори на градоначалник. И тие малку што се сакаме, со ова изборна кампања се разединуваме. Може би сега ви е тешко тоа да го разберете, ама ќе ме сватите за 2-3 години што ви велам денес. И тогаш ќе биде уште потешко. Бойкотирам избори во Кочани. Никој не може да ме убеде за тоа што сакам да го помогнам мојот град и за тоа што сакам да го направам. Да живее Македонија, ве сакам сите. Битола, очекувате нови активности, ќе биде малку голем проект, може би ќе има малку повеќе време во тоа што го планираме, ама едно да знаете, цел свет ќе доаѓа. Затоа што, освен што Битолската околина како Кочанската околина, Полуплачковица и Пелистер, освен што е воздушна бања, ќе има и други некои дела кои што ги испроведам во Битола без поддршка од неповиканите, затоа што не сум тип да одам да барам поддршка.
и ќе го правиме тоа заедно, како до сега сите проекти што ги правевме со помош на добрите дела и мојата парола е од народ за народ, така ќе биде и овој пат. Значи, најголемото дело што ќе го правиме у светот ќе биде во Битолско, нека биде тајна и ќе биде направено од лични наши средства, од народ за народ, од сето оно што го правевме сиве овие години за добробит и ќе докажеме на нашите македонци дека нема потреба да бидеме блиски до градоначалници, до премиери и можеме тоа самите да го направиме. Ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов. Очекувајте, ќе бидете информирани за новиот проект, кој што ќе биде единствен ваков во Битолско, каде што целиот свет ќе доаѓа. И така ќе се освестите сите што значи Владо Павлов и што значи мисијата на Владо Павлов. Вака никој не може да се освести. Вие сакате прво да дојдете од надвор, а потоа и вие да го прифатите тоа. Исто како моје кочени. Сега фалам кочени, вие не ме сакате. А јас си го сакам моје кочени и ќе се борам до крајот на мојот живот кочени да биде тоа што е бил од мојот татко Филип Македонец. И не случајно сум го изберал, и не случајно избере на Битола, затоа што и Битола е поврзана како и кочени со Филип. Сакате, верувате. Абе сакате, ичли верувате. Љубов, љубов и само љубов. Да живее Македонија!